Во овој разговор со магистар Киро Бојаджиски зборуваме за појавата на гастритис. Кои се причините за појава на ова заболување, кои се симптомите и како на природен начин може да се излекува гастритисот или да се олеснат симптомите, односно болките и грчевите во стомакот кај човекот. Добар ден, добре ни дојдовте повторно во емисијата. Добро ве најдов и би сакал сите гледачи ваши и наши да ги затечеме со оваа емисија добро здравје и да немат гастритис. Така, да. Ќе немат гастритис доколку ги применуваат оние совети кои денеска ќе ги препорачаме. Тоа е како да се ублажат симптомите при гастритис. Прво да споменеме кои се причините за појава на вакво заболување. Сега да кажам дека сезоната за појава на гастритис во пролете, кога имаме прелаз од една зимска исхрана во полулетна или пролетна исхрана, многу често доаѓа до пореметување на системот за варење во стомахот. Има промена на содржината на микроорганизмите кои ја варат храната, но и големо невнимание на луѓето за тоа што оставајќи и пастрамалиите настрана, сега ќе удрат на друга храна, брза храна, полуготвена, индустријска храна, конзерви и друго, со што доаѓа до една нестабилна ситуација во физиологијата на организмот и доаѓа до едно тешко варење на храната. И што се дешава? Организмот се бране на тој начин што ствара повеќе киселини во стомакот да би могол да ја свара храната, но со тоа брзо варење на храната и неадекватната храна доаѓа и до подувување на стомакот, стварање на така наречени гасови во стомакот. Кај нас гастритисо или киселини во стомакот се вика жегавица, многу често народно име, и се манифестира со појава на болки во стомакот, со почесто узригнување или гасови во стомакот, ветрови, но и една нервоза, но и лошо спиење. Луѓето кои имат гастритис, нарочито ноќе, имат напади од киселините кои излегуваат од неговиот организам, нарочито преко устата, преко грлото. И на тој начин се шири многу една непријатна миризма, но и доведува до едно дестабилизирање на луѓето. Што многу лош, створените киселини во стомакот делуваат ерозивно на сите системи у човечкото тело, особено на нервниот систем, така да човекот кој има гастритис не е стабилен, он лошо гледа, го губе вкусот во устата, тешко дише и, да кажам, постојано вознемирен во една полустресна состојба, од која што, ако не му се помогне, не виде ни излази, станува се понервозен и нервозен и околината околу него, разбира се, како он страда, така она страда, но страда и од него. Сигурно најголема причина е храната, така ли? Така е, често е храната и тоа брзата храна, недоволно сготвената храна, неадекватната храна. Посебно децата знаат повеќе да користат брзата храна. Да. Суомеснатите производи, конзервираната храна, застарената храна, но често пати и лебот, во кој што има премногу адитиви. Тоа е шеќер кој се додава да може лебо да биде онака малку поубав за гледање, но таков леб во кој има повеќе шеќер, има многу брза ферментација и има напад на ферментите на бактериите што го варат лебот во стомакот, се доведува до една бурна ферментација, онака како што врие, да кажеме, грозјето во виното и така натаму, и кај човекот се осеќа зголемена киселина, а тоа е само одбрана на организмот од преголемата количина на створена киселина од брзото варење на храната. Да. Што препорачувате во однос на храната, а потоа ќе препорачаме сега кои ќе дадеме совети за природно лекување на гастритисот? Најнапред луѓето кои имат такви тегоби или почетно осеќат дека такви тегоби имат, мора да размислат што јадат, кога јадат, колку јадат. И кога викам што јадат, треба да се избегнува јадење на суомеснати производи, на брза храна, оно што е во сендвичите и така натамо. Но исто така пресолената храна знае да предизвика пресолен. Лютото исто така. Но, да кажам, многу често и благото знае, ако некој иде на некоја слава, било каква, и јаде мрсно, јаде солено, јаде люто, па на крају
јаде и благо, па пиени и малку винце или пиво, особено пиво, и доаѓа до надувување на стомакот и прекомерно стварање на киселини во стомакот, со што кај тој човек одма се осеќаат сите тегоби од зголемена количина на гастритис. Последиците може да бидат многу лоши од гастритисот уколку не се спрече понатамошна појава на гастритис, киселини во стомакот, човекот може да добие чир во стомакот. На стомакот, но и на дванестопалачното црево. Но може да добие и проблеми со функцијата на црниот дроб, на жолчката, на панкреас. Така да многу озбилно мора да се мисли дали човек треба, кога ќе осете дека му се стварат киселини во стомакот, дека не треба само ќе помине и така натаму. Мора да пресеме соодветни мерки, преди се да го измене системот на храната, системот на животот, да си го среде малку рано, да си легнува, да станува и да поработува, но и да шета. Многу лоша навика е кај нашите луѓе кога има киселини, они посегнат по сода бикарбона. Многу погрешно. Сода бикарбона привремено, заради тоа што е она базична. Може да ги неутрализира киселините, така? Базична сол може да ги привремено неутрализира, но трајното лекување не е во тоа. Така, оној кој ја лекува киселината во стомакот, тоа е исто како конј кога ќе го терате да оде па го млатат со бичот, така и он го млате својот стомак со содата, па нека бира дали треба да го тепа стомакот или треба да си го тепа умо, што треба да јаде и како да се чува. Сега за среќа ние имаме неверојатно многу добри растенија кои не само што помагат, него може многу брзо и да кажам дури и трајно, колку е некој дисциплиниран повеќе, да се излече од киселината, од гастритисо, со мала, да кажеме, диета и умерена исхрана која е погодна на ово време. Но сега, кога имаме премногу дождови и голема осцилација на температурите, ладно, топло, топло, ладно, паѓање на кисели дождови, не знам дали сте приметили дека има многу попаѓана шума во градот од широколисните растенија. Причините се од паѓањето на кисели дождови, особено кај сеите, праски, сливи, јаболки и други, има посип од лисје под нив. Још и тоа, кога се додаде, значи, нечистиот воздух, нечистата вода, нечистата храна, особено од широколистните растенија кои ние ги јадеме, како што се спанаќот, салатата, магданозот, на некој начин сами допринасаме да во стомакот дојдат такви реагенси и агенси кои што го пореметуваат нормалното варање на храната и го човекот прават болен. Кои се тие лековити растенија кои може да помогнат при појавата на гастритис и каде можат луѓето да ги најдат? Кажавме дека кочанскиот крај изобилува со лековити билки и како треба да се подготват истите? Па да кажам, за среќа ние имаме стварно многу лековити растенија во нашиот крај и ја би одма рекол дека тие лекови се ни пред очите овде. Дури можеме, излегнеме надвор од градот, па дури и у градот некои од тие растенија да ги најдеме, но треба да се знае да се тие добро препознават, кои се, затоа што има многу слични меѓу нив кои не се тоа, и да се знае да се дозира. Па еве, одма да кажам, еден од најуспешните, да кажам, универзални чаеви кај нас е овака. Ајдучка треба 30 грама, матичина 50 грама, жолт кантарион 50 грама, миродија домашна или планинска миродија. Мента пиперита да не Мента пиперита, но неа има два вида, така да само таа која има плава или јакова боја, она која има белузнава, не е таа погодна, и шипки плод. Но... Овие растенија сите им се познати на гледачите, предпоставувам, почесто ги споменуваме во емисиите. Да. Има и други, као што е тегавецот, да кажеме, и некои други растенија, но и плодови кои може да допринесат за тоа, но не и проклетиот лук, за тоа што лукот врши надразнување на лигавицата на стомакот и на тенките црева, така да овој пат луѓето ќе ги поштедеме, нема да им кажеме да јадат лук и кромит. Но магданоз можат да јадат ротквици, моркови кои веќе ги има. Го споменавте магданозот, дали може и чај од магданоз да пијат? Па може, да. Мешан со миродија би било уште подобар, тога се добива тај така наречен зелен чај, кој е изузетно лековити баш за ваква
болест, за киселините е извонредно добар и може од него да се прави чај. Чајот се прави со овие билки без варење, се зима од ова мешавање, ова е доза за 15 дена, со овие по 50-30 грама и така натаму. Се зема 2 големи лажици, се попарува со 300 грама врела вода и се остава чајот да остое околу 1,5-2 часа. Не треба да се вари. После варењето, чајот не треба да се засладува со мед или шеќер, затоа што шеќерите бурно ферментират како и медот во стомахот. Може да направат поголем проблем. Да, подувување на стомахот и ветрови во човечкиот организам, така да треба да се користат вештачки за сладување или уште поварно е ако ова не е горчев чај, може да се пие без засладување, но ако мора да се засладува, нека се користи на трене или некој друг засладувач у умерени количини и тој, но не и во поголеми количини. Овој чај треба, кога е веќе поодминала мало фазата на појава на киселини, се зима 4 дена без прекид. А потоа по потреба, ако има потреба, ако не, нема потреба. Но после 4 дена, при услови на соодветна диетална исхрана, не намалена исхрана, него диетална исхрана, човекот нема да има киселини и тоа е една од добрите страни што без никакви лекови од апотеките он може да биде трајно излекуван. Значи, зависи од него, од неговата дисциплина, од неговата самопочит према своето здравје и плюс силата на овие што ги набројавме растенија. Пред да продолжиме, само да споменам дека и во оваа емисија доделуваме книга 201 најлековити чаеви. Ова е книгата на нашиот гостин, магистер Киро Бојаджиски. Ќе можете да си ја добиете, почитувани гледачи, доколку се јавите после разговорот во емисијата рано наутро кај Ана и Никола и ќе си ја добиете оваа книга на нашиот гостин. Тука има поместено 201 најлековити чаеви кои можат да помогнат за многу болести и комбинации, се разбира се, како од нив за разни болести. Продолжуваме понатаму. Да препоручам зеленчук. Да се јаде зеленчук во ово време. Сега има многу краставици, има патлиџани, има веќе и прас. Но салатата од патлиџани и краставици мешано и додадено малку зелка, не многу, малку зелка, може да биде измореден и лек, и добра салата, и добра храна, но и диетална храна. Така да не се заборава, овие 3 зеленчука измешани еден со друг, може малку да биде нарендено не така многу солено сирење, или не многу солен и не многу масен кашкавал, такви не се масти уште ни едни на кашкавалите у продавниците, да биде нарендено и се добива таа така наречена во оно време салата. За чудо јас во Русија чув дека таа салата се вика македонска салата, а ние викаме руска салата или шопска салата или србите у Шумадија ја викат урневес салата за тоа што се става лута пиперка, но не треба лута пиперка да биде ставена. Значи во овој случај не. Не. Па од тие причини ете да кажеме дека може да се јаде, да се помалку пиенува, да се јаде салата. Препоручувам да се јаде јаболка. Јабучната киселина делува благотворно, иако е и она киселина, но она е да така кажам спаѓа у така наречените незаситени киселини кои контраделуваат на киселината која што ја имаме во стомакот, на оцетната киселина. И она го ублажува гастритисот многу брзо. Така да доволно е човек 2 до 3 јаболки во тек на еден ден да изеде, особено пред спање, но да не ги луште, онака добро да ги измие, затоа што јаболките се многу прскани, да изеде или ако тоа не може, тога да си направи компот без засладување, само од јаболка и да тој компот биде, да кажем, една поголема шолја да биде навечер изедена. Одма ќе осети дека ноќта он ќе спие мирно, нема да има киселина, нема да има узригнување и нема да кажем тоа како народ да вика жегавица во стомакот, која што делува онака ритмички и ствара една голема непријатна состојба, постојано го разбудува човекот. Тоа е многу лошо го нагонува човекот кој има киселини во стомакот и на постојано мочење, неконтролирано мочење со многу темна боја или барена боја на мочката, и од што може да го фане паника дека нешто не е уред со неговите бубрези. Дали тоа значи дека треба повеќе да се пие течности, вода можеби?
одма ќе кажам дека треба течности, но наместо течности треба да се пијат овие чајови. Так. И ова доза која ја поминуваме може да биде зголемена 2 пати, па наместо 250-300 грама да си направи од пола литар и тамо дека работе, дека живее, од време на време кога ќе осете жет, да се напие од овој чај. Чајот ќе му делува многу благотворно. Препоручувам да не се слушат разноразни надри билколечители, да не одат по водички, да се замиват тамо и да пијат свакојаки води, а и да не одат по, да кажам, по цркви и манастири, каде што нашите луѓе традиционално, со добра мисла, оно време оделе да им помогнат. Ние добро знаеме дека поповите, калугерите, шумарите, падарите, знаат доста у нашите краишта за лековитите билки и можат да помогнат. Но може да помогнат тие што добро знаат. Но оние кои не знаат можат да направат тешки штети. Јас сум се уверил и вчера имав таков еден сукоп тука со група луѓе кои што добиле поука да земат да прават чај од отровни лековити билки. А може да мислите една од нив беше бремена. Што ќе се деси ако бремена жена пие отровен чај? Се знае последиците какви ќе бидат катастрофални. Сепак треба да се внимава со лековитите билки, така. И добро да се познаваат за да се берат. Со лековитите билки треба да барата оној кој ја знае нивната биологија, нивниот хемиски состав, да знае да ги дозира, разбира се и да ги препознава, да знае и на кој начин се приготвуваат, дури да знае кога се берат. Да, и како се берат. И како се берат, тоа постојано го зборувам. Да не ги униште, да. Од овие причини, ја сакам да нагласам луѓето да не ги фаќа паника кога имат киселини во стомакот. Тоа е пролазна болест, ако он се постара сам да ја скрате таа појава, да не преди у хронично заболување, да не стане хроничен гастритис, постојано да има киселини во стомакот. Треба овака да направи како што рековме, и за 4 дена нема да има киселини, но колку потоа има од време на време, ако се забраве да пине повеќе пивце, да оде на свадби, на крштевки и така натаму, ќе може одма да се смире со овие чајови кои у нашиот крај ги има во изобилие. Овој чај можеби е за средновечни луѓе, така ли, и за младите. А што е со бебињата, кои знаат често да имат грчеви на стомакот? За бебенцата, за несреќа, они премногу плачат. И мајките, колку знаат, не знам, но бабите добро знаат, ќе го пипне за мешето. Да. И ако оно испушта гасови кои ќе го притисне, знаке дека има стомашни заболувања. Тука е домашната миродија и камилицата перфектен лек. Сами или... Секако на прво место мајчиното млеко, но може да помогнат и миродијата. Мајчиното млеко може да биде и храна и лек, но под услов мајка му да не пуши. И да не се пофаќа за чашките, а често пати тоа знаат да прават. Или уште мало детето, за да не им се расипат градите, ќе почнат детето да го ранат со вештачка храна или со вештачко млеко, со што автоматски микрофлората во стомашето на детето ја пореметуваат или уништуваат. Да, свесно е или многу несвесно. нежна, да. Така да, ете, ги канам ја бабите, ако има такви грчеви на детето, нека го пипнат за стомашето, да го притиснат и тука е миродијата домашна, ако нема мента пиперита од планината, и камилица, една мала лажичка на 100 грама вода да се попари и после пола сат од цуцличката да му се даде на детето, ќе бидат зачудени, детето одма се смирува и заспива. Тоа треба да се прави са бајле и навечер, но да не се предозира. Онолку колку може детето да цицне у еден залет, у една тура, да кажем. Тоа за малите дечиња би било извонреден лек, но не треба да се прави секој ден, него само ако има потреба за тоа, така да се прави. Дури може и да се менја. Еден ден да биде камилица, другиот ден да биде домашна миродија, така да таа сречна комбинација и делувањето за смирување и на боловите и стварањето на киселини и гасови во стомашето на детето се сосема регулира на природен начин. И ни останува уште она највозрасната категорија луѓе, кои вие знаете да кажете дека не се дисциплинирани. Што е со тие луѓе, особено пензионерите? Па јас сум у групата на пензионерите, ми тоа имаме тамо секакви од такви кои се однасат како децата неодговорно или несвесно према своето здравје.
но и некои, да кажам, кои што така викат што ја тргнало, нека доаѓа што не е уред. За тие јас препоручувам малку појаки чај. Тука треба да делува највеќе ајдучката трева, да се постарат да најдат малку лисија од пофит, оно од Тарзан што иде од дрво на дрво, пофит или повит се вика кај нас. Тоа е добар лек, но во исто време можат и сега да наберат плодови од смрек. Смрекини плодови. Кај нас има 3 вида смрека: жолта, црвена и плава. Било која да најдат од плодовите да стават во чајот и шипки, заедно при тоа да додадат и 5 до 6 лисја од дабов, од блак даб, како што е белскиот даб, 5-6 листи. Ќе добиете еден извореден чај, вкусен, убав за гледање, но во исто време ги спирува живците, кај тие луѓе го спирува стомашната ферментација и стомашното надувување, нема надувување, и тие луѓе стануваат многу помирни, под услов ако не се паќат за чашката и ако престанат да пушат. Ако пушат, ја морам да нагласам, сите они што пушат алкалоидите од тутунот, во овој случај никотинот, ги убива лековитите својства на другите лековити растенија, така да се намалува или станува да пие само обоена вода, а не и лековит чај. Така, драги мои, онака младенци, во третото доба, водите сметка за своето здравје, ќе си го продолжите и животот, ќе си продолжите и среќата, но и дома нема да стварате нервоза во своите фамилии. Благодарам за разговорот и за советите за нашите гледачи. Благодарам и јас на вас.